Пуштени во употреба првата биогасна централа со капацитет од 3 мегавати на час во Македонија, како и современа фарма наменета за 2000 молзни крави. Капацитетите се во собственост на земјоделскиот комбинат Пелагонија, а инвестицијата изнесува околу 20 милиони евра. Можеме да се пофалиме дека сме една од најголемите фирми во Европа кои се занимаваат со производство на зелена енергија, односно струја произведена од биогаз. Процесот на преработка и ферментација на арското ѓубре се одвива во така наречени ферментори, каде што се добива големо количество на метан, кој подоцна се транспортира во филтерски станици и се прочистува пред согорување. При тоа се добива големо количество на електрична енергија, во нашиот случај 3 мегавати на час. Биогасната централа е и прв капацитет во земјава способен да произведе толкаво количество на зелена енергија. Сите пофалби и големата благодарност до инвеститорите, до собствениците, до ЗК Пелагонија и сите кои што беа вклучени во овој голем систем, кој што значи систем на обновлива енергија. Енергија која што практично самата се обновува. Систем кој што значи производство на млеко, млечни производи, месо, но и метан, односно електрична енергија и во следната фаза оранжери кои што се многу значени за овој крај. Дизајнерските и проектантските решенија, технологијата и опремата се набавени од компанијата Rotac Video од Италија, а опремата за производство на електричната енергија е од General Electric од Соединетите Американски држави. This is a very important thing for this country, and I'm glad that the American private sector is also involved. This is the kind of investment that will help us all meet the commitments our countries have made to the Paris Agreement on climate change and to find ways that both help communities, help the environment, and help business. Изградени и современи штали во близина на Новаци со капацитет од 3000 животни, од кои 2000 се молзни крави, а остатокот помлади категории. ЗК Пелагонија може да се пофали со најсовремени штали, во кои може да се сместат 3000 животни, од кои 2000 се молзни крави, а остатокот помлади категории, со нов телчарник и најмодерно молзилиште ротолактор со капацитет од 300 крави на час. Конечно, воспоставивме комплетно нов современ систем за изѓубрување, со кој арското ѓубре од шталите и молзилиштето директно се транспортира во биогасната централа, каде што од него се произведува електрична енергија. Земјоделието во Република Македонија има перспектива доколку со едни вакви инвеститори пред се, како што каже градоначалникот, од домашни инвеститори инвестираме во Република Македонија, имајќи во предвид дека Република Македонија има изврсни климатски услови, се надевам дека еве со едни вакви инвестиции ќе одиме напред. Покрај овие, земјоделскиот комбинат Пелагонија инвестира и во втора централа кај фармата кај селото Породин, а во втората фаза планирана изградба на стакленици за двете централи на површина од 10 хектари, со што ќе се овозможи искористување на топлината, која се добива од ладење на генераторите, а ќе се обезбеди и целосна еколошка заштита на земјоделските површини и на околината.